Логорот го посети неочекуван гостин. Планинарите се спријателија со оваа лисица, на која и недостасуваше уште малку доверба за да се храни од човечка рака. За време на кампувањето имавме посета од една малечка лисица која цело време беше околу нас, играше, ја храневме. Значи многу беше интересно да го доживи човек тоа како едно диво животно, толку лесно се прилагодува да дојде, нели се чуди од прилика кои се овие луѓе што дошле кај мене уствари дома, меѓутоа многу беше интересно нејзиното присуство меѓу нас. Срцето на Шарпланина. Вака планинарите ја нарекуваат местноста Лешница, сместена на 300 метри пониско од Попова шапка, на 1450 метри надморска височина. Затоа оваа тура е насловена и Линденски след. Местото привлекува судинствената местоположба и убавина, посетено од домашни и странски туристи кои ја истражуваат Македонија. Постои голем интерес за тоа уште повеќе да се посетува. Планинарскиот клуб Љуботен прави многу напори, многу активности за да ги разбуди тие луѓе кои потскришно се заинтересирани за планината и за еден таков вид на туризам. Затоа што нели покрај море и езера многу е убаво човек да ја види планината како еден алтернативен туризам. 4-часовната еднодневна тура од Лешница започнува од Попова шапка, преку Горна Лешница со кратка починка на едно од шарпланинските бачила. Патеката до Лешница е, значи од Попова шапка до Лешница е лесна патека, се поминува за околу 4 часа. Значи одењето е преку Горна Лешница, значи се слегува према Долна Лешница, додека за враќање се оди по патот кој е значи од самата Лешница до Попова шапка. Тој пат е долг околу, нели, во една насока е околу 18 на километри. Захтевна е во секој случај, значи бара одредена физичка подготвеност, меѓутоа без проблем се изодува од повеќето луѓе. Лешница е едно место обкружено, нели целото е обкружено со планини. Тука, значи, има две реки се спојуваат, тоа е Лешничка река и Пена. Двете реки се спојуваат тука. Значи, местото е стварно преубаво со надвиснати многу високи карпи над самата Лешница. Насекаде се, значи, борова шума, така да не знам, тоа е едно место, нели, преубаво човек да престојува во таа дивина. Годинава на Лешница пристигнаа 100 планинари, а организатор на логорот и еднодневната тура е планинарскиот клуб Љуботен од Тетово. Беше организирана една планинарска тура околу третата Лешничка карпа, со посета, нели, на Джинибек, изворите на река Пена, од тука се слезе на Кривошискиот водопад, се посетија Кривошиските кади и повторно се вратија во камп. Беше организирана традиционалната еднодневна тура од Попова шапка до Лешница. Во 7 часот се тргна од пред планинарскиот дом Љуботен на Попова шапка. Како што беше планирано, сите пристигнаа, значи имаше околу 80 планинари кои ја изодеа оваа патека. Пристигнаа околу 11 часот, 11:30 на Лешница. Беа почестени со еден топол чај од страна на луѓето кои веќе беа во кампот. После мал одмор сите се упатија во посета на Кривошиските кади, што е едно незаборавно место да се посети. Во 1:30 колоната тргна назад кон Попова шапка, каде што во 16:30 сите учесници беа веќе пристигнати на Попова шапка. Ова беше 60-тиот традиционален слет на Лешница, со кој планинарите на свој начин го одбележаа и Линден.